почитувана колешка Фаница, почитуван подпредседател на владата заложен за европски прашања. Навистина, денеска не можам да останам равнодушна за една тема која што ме засега и професионално. Секретаријатот за европски прашања е душата на европскиот процес. И затоа сметам и ценам дека оваа институција и вработените таму заслужуваат менеджмент кој што ќе издигне на пиедесталот кој што го заслужува, а тоа е да биде водечка институција во европските интеграции. Колешка Фаница, посветивте многу внимание во вашиот говор во однос на што ВМРО-ДПМН направило во однос на европската интеграција. Јас ќе ви кажам нешто што вие не знам дали намерно или ненамерно сакате да ни го споделите. Токму во времето на ВМРО-ДПМН и владата на ВМРО-ДПМН, граѓаните ја почувствуваа најголемата придобивка од европската интеграција. А тоа е визниот режим, односно токму сега ние сме ослободени и можеме да ги почувствуваме придобивките од ослободување токму од визниот режим и имаме на визна либерализација каде што навистина можеме да комуницираме и да ги споделуваме нашите вредности. Понатака, токму во времето и владата на ВМРО-ДПМН се случува за прв пат почеток за преговори. 2009. И кога моите колеги овдека говорат за високата оценка на извештаите за напредокот на Република Македонија, со право велат, и тоа не го велиме ние заради тоа што сме во ВМРО-ДПМН, туку тоа, еве, јас ќе ве упатам до парламентарниот институт. Они имат направено многу убава анализа на сите извештаи од 2009 до 2019. И тук ќе ве замолам да ме се слушате, после ќе си правите муавет. Од 2009 до 2019 парламентарниот институт во нивната анализа вели дека 2009, 2010, 2011, 2012 во време на ВМРО-ДПМН токму Македонија ги добива највисоките оцени за напредокот на државата. Затоа ќе ве замолам овдека малце за поголема свесност и особено кога ќе користите терминологија дека на европски вредности и принципи. Да ви кажам нешто. Не постои влада во Европа која што има волку скандали и не поднесува оставка, туку чека интерпелација. Подпредседателе, ќе се согласите со мене, можеби поисправен чекор ќе беше самите да одлучивте да поднесете оставката, уште виднаш кога не успеавме да се случи добивањето на датумот за преговори или за жал толку посекуваната меѓувладина конференција уште во декември и да поднесете оставка заради тоа што е европски манир, европска вредност, наместо денеска да сведочиме за едни вакви говори на колегите кои што навистина се загрижувачки. Ви благодарам. Фаница Николовска.